Здраво, здраво на сите, добре дојдовте во новото издание на подкастот Пресинг на најстариот спортски портал во Македонија, екипа МК. Повторно сме тука во Sports Beer Garden во Diamond Mall, каде што ќе имаме повторно интересни гости. Многу луѓе од спортот во Македонија помина тука, но за прв пат можам да се пофалам дека имам гости кои што се помлади од мене, така да навистина ми е чест и ќе биде интересно, нема да биде некои работи кои што не се сеќам, ја не сум ги доживел како големиот дел гости кои што ги имам. Заврши светското првенство фудбал, завршија фудбалските теми, се навраќаме сега на спортот број 1 во Македонија, на ракометот, мои денешни гости, можеби најнадежните ракометари кои што ги имаме, еден од најнадежните голмани би рекол и во Европа, не само во Македонија. Галевски, мој гостин од левата страна, и тука е Митев, еден од најголемите ракометни таленти во Европа. Се надевам дека ќе биде предводник на репрезентацијата во следните години. Добре дојдовте и двајцата и се надевам ќе имаме убав разговор. Добро е најавна. На почеток го спомнав светското првенство во фудбал, гледавте, пратев? Па да. Да, имавте фаворити? Најгов за Португалија, но за жал испадна. Роналдо. Да. Што мислиш? Дали можеби колку и да е непопуларно сега мислење, но можеби најдобар отпор пружија со шпанците? Па да. Од сите репрезентации понатаму што бидејќи Шпанија некако ајде не се десеше грешката на Бернардо Силва, не знам, тесно беше, тој напор може беше друго, издоминираа со сите. Да, пружија најголем отпор, но може фалеше малку среќа за да пројдат понатаму, али тоа е. Роналдо да не игра. Заслужено своја Шпанија, заслужено. Ти Па ја искрено не пратев многу фудбал, ама главните надпревари на крај пред завршување на турнирот ги пратев. Да, можам да кажам дека Шпанија заслужено освои. Но ете, мене ми е криво за Португалија, не за Роналдо се пензионира, сепак тој е еден од најдобрите фудбалери, сакаше да освои све што може да се освои, но така испадна за него, може него посака средјата. Знаеш, сите тоа прашање го поставуваат сега, колку и да немате врска директно со фудбал, веројатно знам сите гледаат фудбал. Меси или Роналдо? Кој би одбрале вака? Роналдо. Ја можам да кажам дека и двајцата ми се исто. Не знам, едниот има своји квалитети, другиот има своји квалитети. Ако може да бирам, ја би го одбрал исто Роналдо, ама и Меси многу го сакам како играч. Добро, доволно беше, мислам, и за фудбал што прокоментиравме, да се вратиме на главната тема поради која што сме сите тука, ракометот. Почнува нова сезона. Ваши очекувања, не знам, почнавте со подготовки, како што знам, колку сте задоволни од досега, веројатно верувам сте работели индивидуално во паузата и двајцата. Колку сте задоволни од почетокот на подготовките и кои се некои цели на стартот од новата сезона? Па добро, да, задоволни сме од почетокот, се екипиравме сите, ни дојдеа и тројца засилувања кои мислам дека би ни биле доста од голема помош за оваа сезона, да не го забораваме тоа дека се бориме на три фронта во Европскиот куп, Македонската суперлига, како и на купот на Македонија. Ќе биде една интересна сезона со многу дерби утакмици, интересни утакмици. И мислам дека сега имаме еден припремен период каде што имаме доста време да се спремиме за сите предизвици кои не очекуваат во оваа година. Марко? Па да, како што кажа Галец, и јас мислам дека секој играч во нашиот тим моментално што е летово се подспреме од себе, бидејќи се покажа тоа и на почетните тренинзи, дојдоа сите спремни, секој работел индивидуално на него. Имаме, како што кажа, нови три засилувања, тие може да помогнат многу во нашата екипа, пред се затоа што и доаѓаат и од големи клубови. Цехтеви играше во Final Four, Лига на шампиони, играше финален или изгубија малце нестрикно, но тоа е. Ки имаме време доволно да се спремиме за почетокот на сезоната, амбициите нормално на секој клуб се највисоки, да се освои све што може да се освои, така да и нашите амбиции се да стигнеме што подалеку и во Европскиот куп и во Суперлигата, и се надевам дека ќе имаме малци среќа и ќе може да се бориме со сите, ќе бидеме многу конкурентни оваа година за титула. Верувам дека не постои спортист на светот што сака лесни надпревари и лесно. Колку за вас двајцата значи тоа што
Македонската лига доби на квалитет, има 4 квалитетни тимови кои што во сите европски натпреварувања можат да покажат, имаат што да покажат против најдобрите клубови во светот. Колку тоа значи за вас и за напредот ваш индивидуален пред се, а потоа клубот и се остана? Па да, за еден млад играч мислам дека тоа е неопходно да има секоја недела јаки надпревари, поради тоа што содржува тој континуитет што му е потребен еден млад играч за цело време да игра и да се надпреварува. Македонската лига оваа година е доста силна. Вие кажавте 4 екипи, но јас не се согласувам поради тоа што секоја екипа игра ракомет и секоја екипа си има своји јаки страни, така што ниту една екипа не е за потценување во македонска суперлига, тоа се покаже во изминатите години. Така што ова е само еден голем плюс за нас како играчи кои се желни за докажување, за свој личен раст и развој. Тоа е. Оваа година можам да кажам дека е една од најквалитетните години според екипите кои се во Суперлигата. Тоа нормално е подобро за сите играчи кои играат во неа, посебно за младите играчи. И тоа е потребно на исто и така и на македонската репрезентација. Што поквалитетна лига имаш, тоа поквалитетни репрезентација ќе имаш. Многу е битно да имаш повеќе квалитетни утакмици во текот на сезоната, како што има например во Бундеслигата, таму секоја утакмица е дерби утакмица, без разлика дали си прв или последен. Така да мислам дека ќе од корист секоја екипа што е многу појачена оваа година и ќе биде во корист за репрезентацијата. Исто така можам да кажам дека и сега и регионалната лига нели што ќе ја играме и тоа се плюс утакмици. Мислам дека оваа година ќе имаме најмногу утакмици од последниве 3-4 години што сме играле во Македонија. И се надевам дека пред све да се сите здрави играчи и да поминуваме добро. Ве радува ли таа регионална лига, така што не се бориме на 3 туку на 4 фронта оваа година, да. Ве радува ли тоа или малку пренапорно ќе дојде? Па не радува поради тоа што мислам дека имаме ростерни играчи, 21 играч кои сите се спремни да одадат својот максимум. Тука сме добродојдени се тие утакмици за надигрување и како што кажав за тоа е за наше добро, за наш личен развој, така што мене лично ме радува. Добро, рече 21 ракометар ростер, голем ростер е тоа, ќе се комбинира во сите 4 надпреварувања. Ајде ти си голман и тоа е бројката, тројца сте и тие сте, ќе ротират и ќе има шанса за секој од вас, но колку е тешко во еден ваков клуб како што е Алкалоид, кој што игра на 4 фронти, кој што има голем фонд на играчи, голем е ривалитетот и во самиот клуб, мислам позитивен, не ќе ништо да речам дека вие меѓу себе не се зарадат. Колку е тешко тоа, секој надпар треба да бидеш 100% насочен кон ракометот, секој тренинг да бидеш 100% насочен, бидејќи знаеш дека не си едноставно незаменлив колку и да си добар во моментот. Па да, притисок дополнителен е тоа или тоа е дополнителен мотив за секогаш да бидеш подготвен? Според мене е дополнителен мотив, мада и да немаш толкав ростер на играчи, ти сепак мораш на секој тренинг и на секоја утакмица да дадеш максимум ако сакаш за тебе да напредуваш, тебе да ти е полесно за понатаму и нормално да си ти поспремен на секоја утакмица и психички и физички. Така да мислам, можеби побаво е некогаш да има повеќе играчи на твојата позиција, така можеш да се надпреваруваш со него, така кога се надпреваруваш со некој играч стануваш ти посилен, а и нормално кога имаш и многу утакмици потребно е многу играчи да имаш за да се издржи цела сезона. Мислам се согласувам потполно, мислам дека ова е еден вид на здрава конкуренција која што цело време само те турка да одиш нанапред и затоа е многу битно да бидеш на ниво на секој тренинг, на секоја утакмица, поради тоа што знаеш дека колегата ти дише во врат или тоа е сепак здрава конкуренција, како што кажа ти, ние сте добри другари, пријатели и ова е еден добар ростер од 21 играч кој ќе ни потпомогне многу за да се бориме на овие 4 фронта. Ја спомена Бундеслигата како најквалитетна во Европа и како секој надпревар е всушност дерби, нема лесен противник, сите си израмнети. Колку од друга страна германците имаат
и проблем од тоа што најдобрите ракометари во светот играат ке нив, ако тргнеме, не знам, Барселона и Веспрем, клубови останати кои што се квалитетни, Алборг, не знам, кои што играат надвор од германското првенство, бидејќи гледаме дека колку и да имаат некои солидни резултати последните години, не е Германија таа репрезентација која што доминира и освојува европски, светски првенства, олимпијади. Колку проблемот е тоа што играат многу странци во лигата и како може да се направи некоја споредба со нас, бидејќи дефинитивно ние тука на Балканот сме рај за сите ракометари од Балканот, од тука, и голем дел од, не знам, хрвати, срби, квалитетни словенци доаѓаат ке нас и играат. Па види, јас мислам дека не се согласувам поради тоа што цело време германската репрезентација на самиот врв, ако добро се сеќавам, освоја сребро на Олимписките игри во Париз 2024 година. Минатата година беа во финалето на Европското првенство и мислам дека сите, ако не се лажам, поголемиот број од играчите во германската репрезентација доаѓаат од Бундеслигата, но како што кажа ти, тука е Данска, една ракометна велесила, ние го почувствувавме нивниот ритам на ова европско првенство. Исто така многу играчи од Данска играат во Бундеслигата и таа е на стварно, мислам, најбројден, најсилна лига на светот, каде што тој, како што кажа Марко, ритам на надпревари. Секоја недела што имаш ти дерби надпревари, тоа многу ти потпомага за кога ќе играш ваков еден турнирски систем на надпревари, како што е Европско, светско првенство, Олимписки игри. И затоа мислам дека играчите од Бундеслига се на едно ниво плюс. Да, јас се согласувам со Галец. Можда да, Германија ќе кажеме најдобра лига дека имаат во светот, не е, нели? Па што ете, ако ги гледаме Магдебург, Футсе Берлин, се тоа исландјани, данци, главни играчи. Да, скандинавски ракоме. Скандинавски играчи, нивните играчи, не знам, играат во Хановер, во Мелсунген, ајде, некој по-доле ниво, мада Мелсунген добро освои Лига Европа, но по-долно ниво од овие што се топот во германскиот шампионат. Па да, ја во големиот број, значи најголем број играчи има од скандинавските земји таму, но и германците тие што играат имаат сериозни улоги во нивните клубови. Исто така и во репрезентацијата може моментално се малце послаби од Данска, можам да кажам, но Данска моментално имаат и смена на генерации, ќе почнат полека. Мислам дека беа најстара селекција на ова првенство, а германците па доаѓаат како нов бранд сега, имаат многу промени во репрезентацијата, имаат млади играчи исто како што имаме и ние, и мислам дека со тек на години како ќе се воигруваат и тие може да бидат и конкуренти за освојување заедно со Данска. Така да ќе видиме што ќе биде. Ајде, може да не одиме толку сега, знаеме сите која е Германија, колку е развиена и како држава, не само на спортски план, и колку вложуваат во ракометот, и сега колку и да се лутиме на секои светски европски првенства, судиите вака и така, да не се германците и скандинавците, мислам дека ќе биде нивото на ракометот многу помало него што е во моментот, бидејќи навистина се едни од ретките држави во светот кои што толку вложуваат во ракометот. Да направиме една споредба со Португалија, игравме со нив на последното првенство. Знаеме како е да се игра против нив, репрезентација која што е во налет, а нема некоја, ја гарантирам дека има многу помала ракометна историја него што има Македонија, но ајде како држава која што е тука негде приближно со нас по вложување во ракометот и се останато. Покажавме дека можеме да играме со репрезентација која што е во врвот последните првенства, која што има квалитетна генерација. Зошто не можеме повеќе да бидеме на, не знам како да кажам, на повеќе надпревари, да бидеме на тоа ниво кога што бевме против Португалија. Пошто секогаш имаме еден надпревар Португалија феноменален, но имаме и надпревари кои осцилираме многу. Па според мене еве, како што кажавме, нас тоа малце ни фали што ни фали можда поише такви надпревари како што имаат они португалците. 90% од екипата играат јаки надпревари по Бундеслигата, играат еве сега овие браќева што се младите и они потпишаат таму, ки имаат квалитетни утакмици. Можам да кажам дека нив тоа им го држи континуитетот за квалитетни утакмици. И кај нас има квалитетни утакмици, да, но кај нас се помалку во текот на сезоната. И како што кажа, ние се државме со Португалија, но еве не можеме подалеку да стигнеме.
може ни фали уште малци искуство кое што треба го више да го имаме добиено за ова светско првенство. Па се надевам дека ова светско првенство ќе направиме нешто подобро и повише од минатото европско што беше и дека со текот на годините како понатаму можеме да кажеме растеме, дека ќе бидеме се подобри и подобри. Да, исто се согласувам потполно. Како што кажа Марко, Португалија мислам дека поголемиот дел костурот на екипата од Спортинг, екипа која што достигна четвртфинале во Лигата на шампионите, која што воопшто не е мала работа. Ти имаат тој континуитет среда сабота што ги држи, ајде да кажам, во живот, за кој е многу потребен за еден ваков турнирски систем на надпревари, како што кажав и претходно за Европско светско првенство. Исто така како што кажа и Марко, ние имаме една млада генерација, ова репрезентација подлежеше на смена на генерација и можеби да, потребно тоа искуство од некоја година, но сепак го државме тој континуитет на големи надпреварувања и сега гледаме напред кон светското првенство што доаѓа во јануари. Спомена среда сабота надпревари. Треба ли да е тешко за еден професионален ракометар во денешно време да игра среда сабота надпревари? Бидејќи гледаме и во другите спортови многу се жаат многу надпревари. Ако тоа ти е професија и тоа ти е работа, не знам како размислувате на тоа. Вие сте млади, ајде уште полни со енергија, се нормално е кога имаш 35, кога си при крај на кариера, веќе се ти е преку глава доено, но треба ли да биде напор и играње два надпревари неделно? Вака, мислам дека за секој човек е привилегија да го прави она што го сака. Сметам дека секој еден што игра ракомет го прави тоа, заработува тоа што го сака, така што кога нешто се сака со полно срце, мислам дека воопшто не е тешко. Ако правилно се дозираат тренинзи, ако се внимава на себе, здрав живот, здрави навики, мислам дека тоа доаѓа во автоматизам и веќе телото ти се навикнува на тој ритам, така што мислам дека можеш да се издржи. Нормално доаѓа некој момент до една, ајде да кажам, таква презаситеност, каде што можеби треба малце одмор, но има некој простор, да кажам, после светско европско првенство или на крајот од сезоната, каде што имаме доста време да се одмори и да се едноставно се рестартираме од цела сезона. Па да, како што кажа ти, ја мислам дека тие утакмици среда сабота за млади играчи, кажам млади играчи до 30, 2-3 години, тоа не е више млад, ама пак тие може да го издржат тоа темпо на надпревари. Може би се жалат играчите кои што се више во години, што не им одговара такво темпо на играње. Јас мислам дека кај нас тоа да се воведе ќе биде многу убава ствар, но ни фалат повеќе екипи во Суперлигата за да може такво нешто да се воведе кај нас, за да не одржува континуитет, да го одржуваме континуитетот на играње. Треба да имаме и ние среда сабота утакмици, за да го научиме тоа од тука, да фатиме таа специфична кондиција, за да може кога ќе дое големо првенство да се носиме и ние како што прават и најдобрите, да го издржуваме тој турнирски систем. Да, мислам дека сега ќе имаме таква можност поради тоа што играме и регионална лига и европски куп и како што беше и пред 2 години, за жал минатата година не се пласиравме во Лигата на Европа и затоа ајде да кажам можеби така еден празен простор имавме од година дена, каде што игравме само домашно првенство и тоа е еден хендикеп за нас како млади играчи, но пак годинава имаме простор да се докажуваме, пак исто во европскиот куп, каде што е доста силен и во домашното првенство, така што тој континуитет ќе го држуваме и ќе ни биде од многу голема корист. Убаво спомена тоа, имавте некој празен простор, бидејќи такво како што знаеме, такви се надпреварувањата на европската на ЕХФ и има стварно некои небулози, ти кога освојуваш на ЕХФ купот да треба да играш квалификации, тоа да ти се падне баш Бундеслига, што одма е малце вонсенс, но окей. Тоа ме интересира. Двајцата сте од почетокот на целиот проект Алкалоид во клубот. Доживеавте убави моменти, освојување на купот, никој не очекуваше тогаш од вас да ги изненадите Вардар и Пелистер, потоа освојување на ЕХФ европскиот куп и некако
како што е нормално и во животот и во спортот, дојде една лоша сезона, мора да кажеме. Изгубивте некои тесни надпревари, на крај завршивте и четврти во домашниот шампионат. Колку тоа ви дава дополнителен мотив за новата сезона и колку можеби од една страна колку и да звучи како лоша сезона и не баш најдобро, сигурно никој не очекува така да заврши сезоната, се иако е квалитетна лигата. Колку ви помогна да созреете како ракометари и како индивидуалци? Па видете вака, мислам дека секој спортист е изложен на успони и падови, што е тоа нормално, ние не сме роботи и машини. Нормално, некогаш ќе си на ниво, некогаш нема да си на ниво, но сето тоа е дел од патот до врвот. Јас мислам поради тоа што како млад играч тешко е да се достигне тој континуитет и таа константност и нормално ние се стремиме да биде така, но во овие години е малку потешко и затоа некогаш имаме добри утакмици, некогаш лоши. Сепак можам да кажам дека Алкалоид се состои од воглавно млади играчи и за да го достигнеме тој континуитет ни треба време. Ние сепак сме заедно 4-5, мислам дека ми е ова 6-та сезона во Алкалоид, така што се познаваме еден со друг, тоа е мислам дека голем плюс. Ајде, лани мислам дека и среќата не посака толку многу, ни се падна како што кажа ти Хановер, бундеслигашки противник, машинерија за ракомет. После тоа изгубивме некои надпревари на наши грешки во домашното првенство и тоа не чинеше многу. Но што е тука, јас да, можеби малку потфрливме наредната сезона, но сето тоа е како што кажува Нино Павелич, тренер за голмани во македонската репрезентација, тоа е километража која мора да се помине за еден млад играч. И мислам дека претходната сезона за секој поединец беше од едно огромно искуство кое ќе ни значи за понатаму во кариерата и во оваа сезона што доаѓа. Марко? Па можам да кажам дека ја моje мислење за европскиот куп, еве годинава, мислам лани кога го освои Охрид и ние претходната сезона, нели Охрид, пред таа сезона ние го освоивме. Според мене може подобро да се воведе тој куп кој ќе го освои вајлд карта директно да отиде во Лига во Европа, како што е во фудбалот, во сите други спортови. Пологично ми е така, него да играш квалификации пак за да се бориш во Лига Европа. Тебе како што кажавте, ни се падна Хановер, поквалитетна екипа. Пошто ако сме реални сега и зборуваме отворено, кој што зборуваме за сет, ако ги тргнеме бундеслигашите, има квалитетни тимови, но не се тоа некоја класа над нашите. Да. Што више одново сме подобри. Вардар после толку години проблеми кои што имаше, се дојде у Лига Европа, беше на чекор од Final Four со. Сега далеку е овој тим на Вардар, да видам искрено, тој што освојуваше Лига на шампиони. Али тука беа има шанси еден слаб надпер со Монпелје ги оддели можеби од Final Four и повторно некој успех. Така да не е толку голема разликата меѓу Лига Европа и ЕХФ куп. Има верувам дека има многу слаби екипи во ЕХФ куп, кој што има сегде, но има малце поквалитетни екипи во Лига Европа, малце има и малце, има и многу поквалитетни екипи, но еве нас имаше 10 екипи кои што може да ни се паднат, кои што може да се носиме со нив. Ние можевме со Хановер да се носевме, да бевме влеговме како поише со стравота утакмица, дали дека Бундеслигаш, дали дека името Хановер. Но ете сепак можеше да се падне друга екипа која што можеш да се носиш со неа и да изиграш, да ги победиш, да пројдеш во групната фаза на Лига Европа и да таму да изиграш уште најмалце 6 утакмици, кои што ти е тоа дополнително искуство. А за нашата лига можам да кажам за млади играчи кои доаѓаат кај нас во лигата, ја мислам дека една од најтешките лиги за играње за млади играчи е нашава лига, затоа што се игра друг ракомет се игра во нашата лига. Еве како што гледам светскиот ракомет и во нашата лига кај нас се игра многу побавен ракомет, можам да кажам, поише се игра како на тензија, на кјотек, на такви работи, како во спротивно во лигата на шампиони и во Бундеслигата па се игра брз ракомет. Таму може да се каже дека ни нема одбрани. На секоја утакмица паѓаат по 80 гола, додека па кај нас даваат по 45 гола. И тоа може да е исто едно
манкање Но гледаш кој школа и координативно, мене лично ако ме прашуваш, ја не ми се верува дека можам да видам во 2025-2026 година кога ќе видам, ајде, Вардар, Пелистер, Охрид, вие кога играте, има голови сега, те некој натпревар многу важен, па почнете со тактизирање вие и противникот, се тоа во ред. Но мене ми е неверојатно кога ќе видам, не знам, екипи од средината на табелата, нема да споменувам никој конкретно, пошто сите играат исто од пето место надоле, да не се лажеме. 20-18, 52 минута. Па не знам, у 80 повеќе голови. Тоа е работа така и нас во лигата. Па јале со различни Во правила. другите лиги нема така, и првиот и последниот играат утакмица со голови над 60 гола минимум ќе дадат двете екипи заедно, кај нас 40 гола. И тоа е тука ние што манка нашата, заради тоа може и да манка нашата репрезентација во однос на другите. Затоа што кога ќе дојдат такви клучни надпревари, ние го фаќаме тоа нашето, македонското што го играме тука и го пренесуваме кај нив. Кој што кажа Марко, претходната сезона Магдебург изгуби од последниот на табелата од Минден на домашен терен со еден или два разлика, ако не се сеќавам добро, ама знам дека тоа покажува каква е конкуренцијата во таа Бундеслига, дека имавме можност да зборуваме со играчите и од Хановер после надпреварот и кажаа дека ако не си на 100%, тоа е тоа. Мислам дека секој надпревар може да го загубиш. Затоа е, како што каже и Марко, и ти имаат голема придобивка со таа лига, што им помага и за националниот тим. Знаеш, тоа со головите ми е, не знам, го споредувам буквално со кошарката и НБА во денешно време. Одма се јавуваат експерти, не знам, ако изиграте надпревар 35-32, одма почнуваат да објаснуваат како се тоа слаби одбрани, како дај да им објасниме на луѓето, веќе мене тоа ми е смешно во НБА кога слушам не се игра одбрана. Има една голема разлика во бројот на напади. Бројот на напади во денешно време, бројот на напади што се играл пред 10-15 години во секој спорт, еве ракометот и кошарката го иземаме, е голема разлика. И дека ако паднат 35 гола и ако Барселона со Магдебург изиграат 38-36, не значи тоа дека не играат одбрана и едните и другите. Да. Така е, но да, како што кажат. Пошто оди дај гол на поставена одбрана против јак тим у денешно време, така кој ќе се врати. Точно. Брз центар, контранапад, техничка грешка и одма казнување на противникот. Тоа е таа убавина на денешниот ракомет што има толку многу голови и јас мислам дека веќе треба да се навикнеме на тој брз ракомет и да ја негуваме таа игра поради тоа што тоа е иднината. Да, пошто знаете имаше една изјава Кирил Лазаров пред 4-5 години, сарам да играме кон Норвешка, па видовме сите како беше дочекана, никој не свати дека треба да се промениме, дека веќе не е ракометот вртија по минута и пол до пасиве, најди го пикерот, само мора да се игра побрзо. Треба да се негува тој скандинавски тренд. Денес има и бидејќи самите правила тоа го дозволуваат со тоа што се дозволува толку. Швејаните на пример, еве не се дансра, не се врвот, неверојатно ми е кога ги гледам, особено кога играат со малку послави. Значи тоа фал не можеш да им направиш, само иде топката до следниот играч. Така и во Бундеслигата напад завршуваат во 10 секунди. А ке нас кога ќе видам на прв контакт он застанува се со рацете се затоа што кога ќе дое одбраната, некако каже слаби, не играат одбрана, они завршуваат во 10 секунди, зашто ако дојдат во позиционен напад, многу тешко е да пробиеш таа одбрана и затоа што побрзо завршиш, тоа полесно за тебе ќе биде. И затоа имаат тие надпревари по 70-80 напади двете екипи заедно, минимум. Затоа паѓаат и толку голови, а кај нас е подруг ракометот, уште така, во последните години е малце посменето, не е како порано, но ете, уште се држи тој начин на надпревари како што беше и по. Добро, од друга страна сега да бидеме реални, не знам, тимот долниот дел на табелата која игра против вас, против еден од големата четворка, ајде последниве години што се две. Искрено тоа е единствен начин да ве добијат, да пробаат се што е надвор од ракометот за да успеат да ве победат, така да не може ни да им замеруваме, но треба да почне работата можеби во школите да биде помодерна и децата да се учат. Тоа ми е најголем проблем во спортот во Македонија, гледам и во другите спортови што некако тренерите ги учат децата да симулираат, да паѓаат, да одзимаат време, да тука веројатно треба да се промени во работата и со младите за да отидеме чекор понапред и тоа што се бара. Тие од мали години, од кога ќе почнат ракомет да тренираат, кога ќе почнат да се бават со тој спорт, нив одма ги учат што и како треба да прават, како треба да почнат да трчаат, како
едноставно и кога ќе еве и младинските школи сега што ги гледавме младинското, данците играа како првата екипа што игра исто, како првите така и првата екипа игра, а кај нас исто е како младинците, така и првата екипа игра исто. Пак ние гледаме да задржиме што поише време, да посигурен гол. Кај данците нема мислење, ќе шут, ако даде гол даде, ако не, си се Голиме враќа понатаму, назад, си игра следно. одбрана, Нема тие некој таков голем притисок. Тоа е моја ракометната игра и за еден таков играч е нормално да има лош реализаторски ден или лош надпревар. Они тоа си го сваќаат како Да, работа, како не си го работа. сваќаат како уживанци уствари. Ние поише го сваќаме као тензија кај Да, нас. кај нас ракометот можам да кажам дека на вакво дерби ете, посебно живот или смрт. Ти Да. ако изгубиш, ќе паднеш депресија 2 дена, пак нема да ти се тренира, пак ќе си тажен. Они ако изгубат денес изгубиле, после 2 сати е нов човек. Да. Нов ден има. Утакмица е надпреваре. То една топка е, секој може да победи, секој може да изгуби. Точно. Тоа е. Што е доброто ќе ништо никогаш не е едноставно спортот го гледат како забава и тоа е, се забавуваме додека играме, утре веќе сите продолжуваме со Ете, животот. можете да видите тој германски, скандинавски, да кажам, менталитет. Кил губи во Монпелие, ако не се лажам, пред 2 години беше тоа, за Лига Европа или така нешто беше, губи 7 или 8 разлика, ги добива во Кил 9 или 10, така нешто беше. Тоа е за една недела, тоа е мал период, а толку многу голема разлика. Тоа е пред се, можам да кажам, психичка спремност, како тие го доживуваат тој пораз и како тие се рестартираат многу брзо за тоа што им следи, поради тоа што немаат тие време за тагување. Знаат дека ако изгубат сабота, тие треба да играат утакмица во среда. И тој мора да биде на 100% и заборава тоа што било. А ќе нас имаш тоа. време да... Да, кај нас имаш време. Да, Едино можам ни текнува сега со Фарски острови Тука се квалификација кога вративме, играв. да. Да. Е тогаш беше таму изгубивме исто 7 и кога се вративме пак дур се освестиш, дур ти помине депресијата. И некако успеавме, ете се вративме на 8 разлика, тука ги вративме. Ете докажавме дека можеме и ние тоа да го правиме, само треба на секоја утакмица тоа да е така. Добро, Некоја као ќе сите, згусне скроз Тоа до ќе крај да се дое вадиме. тешкото. Тогаш е баш и со колегите што зборев сега, не да се правам тука паметен или пред вас двајца, ја бев сигурен дека ќе помине. Бидејќи доволно добро го следам македонскиот репрезентативен ракомет, да знам дека во Скопје кој да дојде со колкава разлика да не е, не знам, од светскиот врв, ние можеме да го победиме. Да, тешко. Македонската публика е Бидејќи веќе многу видено ми е добра, многу да. пати тие порази големи на прв меч гостување па после победи и знам дека тука е шансата е тука. А и притисокот што го прави македонската публика е за поздрав стварно и македонската фаланга, тоа е стварно не е седно за секој што ќе дојде во Македонија да игра пред полна сала, тоа не е седно. Исто така и Битола, Пелистер, Чкембари, Вардар, Комити, тие се навивачки групи со традиција кои ти прави дополнителен притисок и дава мотив и ветер во грб на домашната екипа. Марко имаше тешка повреда баш тој период што зборевме и целото враќање беше еден од најголемите таленти во Европа во периодот и сега ако сакаш ќе ни откриеш дали имало понуди од некои разговори од некои големи клубови во тој период и се случува повреда која што е најлоша за секој спортист. Долго време беше надвор од терените, долго ти траеше таа колку и да си млад, колку и да знаеш дека долга кариера е пред тебе, го сакаш ракометот, тоа ти е животот, ќе го правиш. Верувам дека не само што не е лесно, туку е многу тешко. Размислуваш дали ќе успееш да се вратиш. Еве што зборувавме и пред подкастов дека повеќе е главата, размислуваш да не се обнови повредата, верувам тоа е нормално човечки. Колку ти беше тежок целиот тој период, колку успеа да го надминеш и кои луѓе најмногу ти помогна? Па да, како што кажа на почетокот кога се деси повредата, првите ден-два ми беше многу тешко. Бев малце психички слаб првите ден-два. После недела дена од операцијата, кога после толку тешки напорни сезони пред тоа, ми дојде како одмор малци и малце се олабавив. Но више кога помина месец дена без ракомет ми беше многу тешко, кога почнав со теретани, со рехабилитација, со враќање. Тога ми беше, можам да кажам дека е еден од најдосадните делови до сега во мојата кариера. Се вратив кога беше ноември се вратив на 7 месец. Многу ми се поводи, се вратив одма директно на дерби утакмица.
можеби почнав малци порано и неспремен и ми беше малце тешко претходната сезона да се вратам во колосек во надпреварувачки систем кога што бев пред тоа. Но ете, сега помина тоа, сега поминав припреми, оф-сезон и сега припремите планирам да ги направам на најдобар начин и се надам дека оваа сезона ќе бидам на нивото како што бев претходно. А како што кажа за клубови, да, имаше и пред тоа, пред да се повредам, имав и понуди од добри странски клубови, добри што се во топ 5 во светот. Имав сериозни преговори со Килца, тогаш тоа беше пред да се повредам. Што се случи да не прифатиш? Дали ти размислуваше, бидејќи знаеме, еве, најубав пример се Кузмановски италијски кои што беа буквално на твоето ниво како млади талентирани ракометари играат Лига на шампиони, прерано заминаа во странство. Дали така размислуваше некако или каде што се случи тоа ти да не заминеш во Килце? Па не размислував така сега, да, може они отидоа прерано, можеме да кажам дека таму не играа. Но не знам, јас би отишол, сакав да отидам и знам дека да отидев, ќе се борев таму и ќе успеев да направам нешто таму, бев сигурен во мене. Јас сакав да отидам, но ете, имав договор туку уште 2 сезони од тоа и по разговори со нашиот клуб не ми беше одобрено да отидам, што е нормално, зашто тука имам уште 2 години договор и можеби од нивни страв од претходно што се случувало да не пропаднам таму, ги разбирам и може и од нивни страв не би беше одобрено да отидам таму. Но сепак јас да се прашував, јас сигурно ќе отидев таму, да, ќе се пробав. И не знам, имав некое чувство дека толку бев сигурен во мене дека сакам да одам таму, со таа сигурност сигурно ќе направев нешто таму, ќе играм, зашто знам каков карактер сум и знам што можам да направам. И но ете, таа шанса пропадна. Пропадна за тој период. После имав уште една понуда, имав од Магдебург на полусезона имав од Магдебург. После повредата сега или пред повредата? После светското првенство во Хрватска што се играше. Одма таму јануари дојде таму понуда, но таму што за таму не бев сигурен да отидам, зашто знам каква лига е тоа и каков клуб е за една какви играчи на твоја позиција, да. И за една полусезона не знаеш што можеш да направиш таму, не знам колку ќе се изборев да играм таму. И за таму не ми беше толку приоритет да отидам моментално. И после тоа нели ми се деси со повредата и таму се повреди во март со Словенија кој игравме квалификации и од тогаш не сум имал директни преговори со клубови, но имам понуди за странство и сега, ама имам уште една година тука договор, па ќе видиме понатаму што ќе правиме. Многу е важно оваа сезона како ќе помине, ќе биде се во најдобар ред. Зборуваше за таа повреда, за жал поради таа повреда не ги одигра историските надпревари во европскиот куп, ама од друга страна па ни твоите соиграчи нешто многу не се да играат ораш до крајот. Така да мора да поразговараме малку за тој надпревар во Грција против Фајек, твоите пенали, не знам, таа фотографија стана легендарна можеби во држава. Знаеме сами по себе тоа ви е секогаш смешно, но такви сме кон нација, колку тие работи со нашите соседи дополнително не возбудуваат тука како нација. Како беше да се игра на тој надпревар? Знаеме дека пробува они со секакви провокации. Кирил Лазаров тука збореше дека тотално ве подготвувал за тој надпревар со пуштање атмосфера од нивната сала тука на тренинзи. Покажа тоа што ми се допаѓа кај тебе, што како ретро кој македонски спортиста имаш некоја дрскост која што е потребна во денешниот свет и не ти паѓа тебе провокации, туку дополнителен мотив ти се тие работи кои ги добиваш. Имаше некои довикувања, не знам, од трибините, навреди. Да, нормално и секогаш имам, како што кажа, тие провокации се за мене мотив плюс. Никако не ми се како да кажам демотивација, туку напротив, мотив плюс. И тоа беше, мислам дека за мене најубавиот надпревар во мојата кариера до сега, поради тоа што игравме, мислам дека пред рекордни 9000 гледачи, што тоа беше рекорд во грчкиот ракомет. И таа арена е, мислам, за кошаркарски надпревари, како на неколку спрата.
и кога ќе влезеш во салата, кога ќе се сврдиш наоколу толку многу луѓе што едноставно тоа е уживање да се игра. Да, вртењето беше после инцидентот кога некој од трибината фрли со шише вода и го погоди Дамјан, братот на Марко. Да, баш од оваа страна го погоди Дамјан, братот на Марко, и баш тогаш беше досуден пенал и имаше прекин од прилика некоја минута и пол-две. И ми текнува дека ми шутираше Кеита, левото крило што сега потпиша за Охрид. Го одбрани в тој пенал и топката се одби во позади мене, односно каде што беа ултрасот на АЕК, да, грчките ултраси. И така е, можеби адреналин, мотивација, спровоцирано таа случка што се случи со Дамјан и така, се свртив и се израдував кон нив. И тоа беше, мислам дека така. Знаеш, ќе те прашам сега која е таа моќ или не знам како да ја наречам подобро за браниње на пенал. Ја можам од моја перспектива да кажам да застанам сега да ти шутирам тебе пенал само кога ќе те видам 2 метри, ја нема да знам каде да шутнам за аеропорот. Како успеваш да ги спровоцираш и играчите толку пеналите ептен да ти одат? Па добро, не е провокација, туку едноставно мислам да ги спровоцираш да промашат, не да ги спровоцираш да не знам ти што да им кажеш, да ги пцуеш или не знам што да му кажеш на противникот. Некој осет, мислам дека имам осет каде што пред време знам прилика каде би шутнал играчот и тоа е среќа. Мислам дека во ситуација на пенал играчот има поголем притисок дали ќе промаши поради тоа што секој очекува да го даде тој пенал, него ли јас. Јас сум само на гол, ако го одбранам тоа е плюс за екипата и за мене и така немам некој голем притисок, си бранам, доста тренираме пенали на тренинг за време на утакмица, така што тоа ми е во мене. Ќе прашам и двајцата, иако ти не играше, беше тука, гледавте се што се случува. Што точно се случи од ваша перспектива на реваншот во Скопје, зошто мораше така да заврши, зошто верувам дека секој спортист и сите ракометари сака да игра. Вие двајца ќе ми откриете, пошто кој не би сакал и да изгубам, да пробам, разбираш, на краиштата пресврти се случувале, спомнавме Фарски острови, се отворено, еден надпревар, може се да им трне, на вас ништо не видат. Зошто мора да доаѓа до такви работи на овој Балкан и секогаш да виде нешто како да мора да е побитно нешто друго, него спортот и тоа за што сме дојдени? Па не знам, тогаш ми текнува дека што се случуваше? Може ли да откриете што се случуваше, не знам, доле во соблекувалната пред просториите, пред надпреварот? Имавте ли вие како играчи информација како вие може нема да ги пушта да играат? Па јас дојдов пола сат пред утакмицата. Се паркирав каде што бевме сместени, нашите играчи кај што беа сместени во Палас, таму беа и играчите на АЕК сместени. Јас таму се паркирав и кога искочив од кола бев облечен во клубска опрема. Јас се свртев, имаше едно 10-15 луѓе, тие не знаев кои, само тие биле навивачите на АЕК. Уствари тие што дошле да им се закануваат да не играат. И сега така беше и муаветот тука што се вртеше, дека уствари навивачите не им дале да играат, затоа што не знам што се десило таму на граница пред да влезат. Било договорено дали да влезат 2-3 автобуси, они дошле 5-6 автобуси и не ги пуштиле нашите да влезат во државата, да. И наводно навивачите им правиле притисок на играчите да не играат. А сега голем дел од играчите таму беа странци и таму тие знаеме какви се утрасите, дека ако ни значи закани, а на играчот не му е седно, има фамилија, деца и сега ако ти дојде ти се закани, тебе поважно тие фамилијата и децата да ги гледаш, ќе го послушаш него да ризикуваш и да излезеш да играш. Ја колку што знам така беше муабетот сега, не знам дали вистина. Ти беше доле, ти беше на терен, беше повреди, не може, ти си од цело време. Тоа беше една атмосфера што не можам да ја опишам. Можеби, ајде како што кажат ти со меѓусоседските односи, па мислам дека имаше од буквално секој град во Македонија луѓе што дојдоа да го гледаат тој финален надпревар и како што се вика, немаше игла каде да се фрли во Борис Трајковски, беше стварно полно, значи 20 минути пред надпреварот, тоа беше уживање за гледање и за играње, поради тоа што тогаш се пуштаа македонски песни, цела сала во еден глас, алкалоид за Македонија, стварно историски надпревар за нас. И многу ми е криво што не се одигра тој надпревар, што вкусот на победата и титулата ќе беше подруг, пошто аз бев сигурен дека ќе го добиеме тој надпревар.
Многу добро се спремавме, го имавме пофатено секој потек на противникот и плюс то поддржани од македонската публика, аз бев сигурен и убеден дека ќе го добиевме тој надпревар. Но што е тука е, се сеќавам дека Дејвис, играчот што играше во Пелистер, ги молеше управата на АЕК, значи ја молеше, ве молам, видете колку луѓе дојдоа да не гледаат, значи ова е уживање за нас, ве молам да играме греот, да се луѓето што платиле карти, што потрошиле време да дојдат да не гледаат, да не поддржуваат и сега што ние на финален надпревар ќе заминеме и нема да го изиграме. Но тоа е, тие се повлекоа, останавме уште 15 до 20 минути на теренот, имаше некои проблеми, јас искрено мислев дека ќе ни го дадат тогаш трофеот да прославиме, но се случи тоа после неколку, мислам дека 10 дена, така на 4-5 јуни излезе соопштение од јавноста дека ние го освоивме тој ЕХФ куп. Не се прослави, како да кажам, така добро поради тоа што не беше после победа, веќе бевме адреналин доека држи уште и се остана. Веќе бевме завршени, мислам дека изигравме веќе последната утакмица кога ни кажа дека сме победниците на тој ЕХФ куп. Но што е, тука е, сега имаме уште една шанса годинава, дај Боже се ќе биде во најдобар ред, па да видиме докаде може да стигнеме. Мене искрено тоа ми е само криво што не се израдувавте кој што треба. Да. Ама знаеме дека имало, еве Кире тука збореше дека имало притисоци да се игра на неутрален терен, да не заврши така како што заврши целата работа. Еве ти савај лето сте во Александар Палас, кажа он. Се подготвувате рутината која што се имаш сигурно пред надпревар, секоја има, се подготвуваш, идете на кесалата, тука е. Се подготвувате за гревање, оди. Кога почнавте да сваѓате дека овие може и будали нивни нема дозвола да се не знаевме, значи Седур спикерот, знаете, чита имиња утакмица, противничката екипа, нашата екипа и сега ние бевме први, мислам, ги кажа имињата на играчите од АЕК, тие не излегуваат на терен. Или еден или двајца излегува, па после тоа ги повика управата се вратат назад. Ние не знаевме што се случи и кажа дека спикерот во селата кажа дека надпреварот нема да се изигра поради не знам кои причини управата. Но мислам дека многу ќе беше лошо ако се прифатеше да се игра на неутрален терен поради тоа што организаторски ние бевме на ниво, нашиот клуб буквално перфектно ја имаше организирано утакмицата, кој имаше организирано надпреварот, така што не мајкавме во ниту еден поглед организаторски. И немаше причина зашто да не се изигра надпреварот, но што е, тука е. Истото му го направија и на Партизан. Игра на неутрален терен во Бугарија и изгубија на пенали. Колку е проблемот на ракометот во Европа токму тој што некако нема стриктни правила, може да прави било кој што сака, ова да се случи во друг спорт, доби суспензија, окей, добија суспензија, се окей. Но некако се иде. Сега не знам, еве видовме Сенегал на 5 минути излегува, па сега ќе се тужат уште 2 години со Мароко за африканскиот клуб. Да. Им ја зема одма титулата. Значи колку и сега да збориме Инфантино, вака, така, светските фудбалски. Има некои правила кои што се стриктни, може да се, ама пак се знае што е од прилика. Ова со ракометот најчесто сега тим кој што прави циркус во полуфинале, сега ќе речеш исто Срби, пак тука Балкан сите сме будали навивачи се има, но некако сега еднаш веќе го направиле, сега ти им дозволуваш, не може никој да ме убеди дека ако биле договорени 2 автобуси, намерно не се пратени 5, 6, 10. Тоа е намерно пратено за да не се пуштат и да се почне одма не пуштаат едно друго. Ние добро знаеме како иде обезбедувањето за секое гостување, не знам, конференциска лига, Силец кој беше играше со полски тим, па тогаш навивачите како се носеа од граница полски навивачи до стадион. Има некои правила кои што мора да се почитуваат и мора да се знае кој влегува во државата кој има такви надпревари. Зошто овие работи се повторуваат во ракомет? Па, ете не знам, можеби казните не се доволно ригорозни за некој да не помисли да го направи тоа. Можеби се многу благи казните, па си викаат ајде ќе пробаме уште еднаш, можеби ќе се случи нешто. Ако вие не се сеќавате, знаеме многу добро коментар Ѓорче Петров зашто беше казнет пред 20 и кусур години со Прокоп и со паричките фрлање, цела година не игра Лига на шампиони. Да, така да ако се сака се може, но па добро и тие не се играа повторуваат истите работи. Да, и тие беа, мислам дека парично казите околу 20.000 евра и не играа една година во Европскиот куп. А требаше поради тоа што мислам дека освоја шампионска титула, ако не се лажам, таа година во Грција. И еве него игра тоа европско надпреварување, тоа беше еден вид на казна за нив.
но тоа е. Ете, можеби пак ќе се сочиме годинава со АЕК. Ќе биде таван? Па, ако е како лани, не, ама не може да не е така. Тај може да не е така, да си игра се во фер услови. Зборував ми за репрезентацијата, морам и ова да те прашам, младинската репрезентација ќе остане исто запаметен тој твој пенал во последната секунда против Франција што го одбрани. Колку тие младински настапи за репрезентацијата ви значат на вас лично, бидејќи тораш и другарства многу верувам се раѓаат меѓу вас кои што заедно играт и понатаму во кариерата, и колку тие први настапи за репрезентација на Македонија, колку и да е младинска, ви значат општо? Па ми колку и да младински репрезентации поминува тоа 1-2 години само како поминуваш генерација, одиш понатаму. Да, ми текнува дека првата, се сеќавам добро, првата година кога игравме за младинска репрезентација, тоа беше шампионат во Македонија. Јас и Марко бевме во иста соба. Он беше MVP, така ти беше MVP избран. Да, Цимери во иста соба, така можам да кажам започна нашата дружба и од тогаш сме цело време заедно. После тоа за жал не успеавме да се пласираме понатаму, поради тоа што изгубивме во финалето од Полска, стварно добра селекција. И после 2022 година почна таа приказна со селекцијата 2004 година. Една многу интересна приказна поради тоа што можам да кажам бевме физички инфериорни за разлика од противниците како што се Франција, Данска, Норвешка. Но мислам дека не красеше сплотеноста, тимскиот дух, борбеноста, таа една кохезија и хемија што имавме помеѓу нас. Доведе до, ајде да кажам, па мислам дека успех, добар успех. Сега тој пред 20 години што направија 4-то место во Полска на Европското првенство. После тоа мислам дека добар успех, 9-то место на Европско првенство, 9-то место на светско. Ни фалеше малку среќа на тој надпревар за четвртфинале со Австрија, каде што извадивме нерешено, а ни требаше победа, а и го имавме тој последен напад, но штета. Една добра приказна која траеше 4 години, го освоивме тој Б шампионат во Латвија, кој ни донесе учество на наредното светско првенство во Хрватска. Па 9-то место ни донесе учество на светското првенство, Европското првенство во Европа. И за жал неславно се опростивме на претходното светско првенство во Полска. Но мислам дека поминавме ни добри 4 години каде што многу си помогнавме еден со друг, многу научивме, предводени од Ради Бранче, да, како и тогаш ни беше тренер за голмани, и Ице Соколевски на некој наврат. Така што да, тој последен пенал против Франција, можам да се сетам дека таа беше една од моите послаби надпревари за таа репрезентација, поради тоа што на цел надпревар имав 4 или 5 одбрани, но ете, последниот пенал, одбранет пенал, победа над Франција, мислам дека е еден историски успех за мала земја како што е Македонија. Знаеме какво реноме има Франција, колку се на високо ниво на тој младински ракомет, со континуитет и освојување медали на светски и европски првенства. И стварно беше еден убав момент за нас, за таа репрезентација. Нешто рече дека можеби фалело малку и среќа на тие два шампионата. Колку е тоа секогаш до среќата или тоа што некако премногу лесно се задоволуваме како нација, као 9-то место, се е во ред, голем успех е, разбираш, на генерацијава, тука цела Македонија срекли сме, браво за децава, таленти големи, одма знаеш како иде ќе нас, одма се, и колку тоа некаде и голем проблем за нас што многу лесно се задоволуваме. Па не мислам дека тоа беше проблемот, поради тоа што стварно ги познавам и со играчите и никој не беше задоволен од тоа 9-то место, туку секогаш сакавме да направиме чекор плюс. Подобро тоа беше пласман во четвртфинале, во најлош случај 8 место, во најдобар случај полуфинале или 5-то место, не знам. Борба за медал. Тоа беше и целта на таа генерација, на тој еден голем, на такво едно големо надпреварување, како што кажав, поради тоа што сите не подценуваа поради физичката инфериорност во разлика на другите, но ете, тоа е една убава приказна која траеше 4 години и така. Кога сме кај репрезентацијата, не очекува
светско првенство во јануари, ќе речем има време, но како лета време во Евро, каде верувам дека размислувате веќе за тоа. Група, јас би рекол добра. Исланд како носител, иако е екстра квалитетна репрезентација, многу пати тој Исланд и во минатото сме го имале за противник и сме и победували и сме губеле. Тука си Јапонија и Бахрейн. Вашите очекувања, Марко, што мислиш ти? Рече на почетокот на подкастот негде се надеваш дека ќе направите некој поголем успех. Од што би бил ти задоволен од на тоа светско првенство? Прво, здравје Боже, здрави да сте сите, но тоа е најбитно. Па да, како што кажа, искрено убава група ни се падна за ова светско првенство. Јапонија, Бахрейн и Исланд. Да, може да се каже дека Исланд се носители на групата. Може некој ќе каже дека после тоа сме ние, но може да се каже дека сигурно ќе се мачите со Јапонија, познавајќи Јапонија, репрезентацијата на да, Македонија. да. Тоа мора да биде нервоза до крај. искрено јапонците и Бахрейн имаат сериозни селекции, играат во денешно време секој игра ракомет, секој почна да не да знае, На крај туку со да Исланд игра најдобро ракомет, ќе да. изиграте на тој надпревар. И можеме да кажеме дека ќе биде секој утакмица ќе биде дерби во таа група. На секој утакмица нормално ние ќе идеме секој утакмица да победиме. Ќе сакаме и имаме шанси да освоиме прво место во таа група. Искрено, јас како играч гледам, јас сакам да го освојам светското првенство, што е до мене. Јас ако се укаже сам си кидам и ќе го освојам светското првенство. Но најважно за нас е прво да ги победиме првите 3 утакмици во првата група, да ги победиме Јапонија, Бахрейн и да пробаме да ги победиме Исланд. Да, исто како што кажа Марко, во денешно време секоја селекција игра ракомет. Видовме со Јапонија колку се тие брзи, се продираат помеѓу 3 и 4, многу е тешко да се фатат, но стварно сите играат, мислам дека на едно високо ниво, како што да знаеме, Косухе играше во Висла Плок, во Охрид, пикерот на јапонската репрезентација играше во Нанци, сега потпиша во Охрид, така што воопшто не репрезентација за подценување, имавме можност во 2 наврати да изиграме пријателски надпревари со нив и ни беше тешко, така што секоја селекција за нас предизвик, одиме чекор по чекор, како што кажа Марко, да зашто може поголем успех и пласман во таа втора рунда, па после ќе видиме што ќе биде. Секогаш проблем на тие големи надпреварања ни беше физичката подготвеност и паѓавме како изминуваше шампионатот бидејќи многу надпревари. Еве како ракометари кои што тренирате секој ден, ги знаете и со играчите и сите. Дали има Македонија напреднато на тој план и може многу повеќе и на физички план и на трчање да се надпреварува со останатите големи репрезентации? Дека имаме напреднато. Дека не можат толку веќе да не натрчаат како некоја што не натрчува. План натрчува. имаме напреднато затоа што сите играчи кои што играат во репрезентацијата имаат и сериозни улоги во нивните клубови, ги играат тие дерби надпревари скоро по 60 минути и организаторот им е навикнат на тие утакмици. Па се надевам, не се надевам, туку знам дека последниве години више пополека почнуваме да го пратиме и ние почнуваме да пратиме и ние таа брзина која што ја даваат скандинавците. И ние дека може како репрезентација више ова светско првенство да дадеме сериозен отпор со сите репрезентации. Цимери кажавте дека сте биле, уште сте заедно на патување Цимери или се ротираат пошто? Не, па сега сме по позиции. По позиции, по позиции. Тоа беше на почетокот. Да, почетокот. Како е да се биде Цимер еден со друг, кој е не знам подосаден, кој е по седи касно навечер, полегно, кој сака поише мир, кој сака поише глупирања и сите. Па можам да кажам дека во тоа сме скоро исти, така што со активностите. Во глупирање или во одмарање? Во се. Во другото. Тоа знафи да не спиеме по 3-4 сабајле, легнавме муавето нигде никаде. Да, нигде 4 никаде. ќе си легнеш со сабајлето, имаш тренинг во 9 И тренирите? Или нема? Ништо, ние бевме максимални на Не секој тренинг. Да, Не знаат што се случи. Има ли некоја интересна, не знам, работа што ви се случила така од тие патувања сигурно? Што знам. Има сигурно, ама сега не се сеќавам точно, иако сигурно има, сме поминале доста време заедно, има многу интересни случаи и работи, ама сега треба да се сетиш така доволно. Ти се насмеа нешто или? Па не, за прашање, ама
Ни текне, не знам, само едно првенство бевме заедно, толку имав играно, ја еднаш играв Да. само младинско, потоа претходно не сум играл. После тоа бевме еднаш на припреми со алкалоид, на зимски припреми во Стара Пазова. Добро, И сепак тоа заедно бевме- сте и по подготовки сега, ако не сте во Да, соба и во заедно. Првата да. година бевме заедно и во алкалоид цинери. Да, ама после тоа не поделија како по позиции и така не одбираме сега сам. Нема веќе бирање кој со кој Да. Иван, ти си од Битола, таму си почел со ракомет, потоа се селиш во Струра, од Струра доаѓаш во Скопје во КЛ7 во тој момент, потоа си веќе во Алкалоид како до сега. Колку сите знаеме каква е публиката во Битола и колку кога игра Пелистер тоа е живот или смрт Да. буквално, секој ако може од не знам од 7 до 77 години луѓето разбираат ракомет таму и знаат што треба да направат притисок во одреден момент се. Колку ти е тешко, не знам, тие надпревари, ти имаше одбрани и против Пелистер на гостување. Колку ти е тебе како битолчанец од една страна тешко и дали има некои притисоци од луѓето кои што таму ги познаваш? Да, има многу притисоци, но како што кажав, тоа ми е мене мотив плюс за мое докажување. Јас стварно ја поштувам битолската публика, навивачите, чкембари, стварно знаат да направат страшна атмосфера каде што на една веле сила како ПСЖ, Барса им е тешко да играат во таква атмосфера. Така што тоа е за поздрав. На таква атмосфера што прават и на дерби на превари на македонско првенство, тоа не секој го може. Стварно ја сакам битолската публика, иако доста ме провоцираат кога доаѓам на терен, но тоа е дел од спортот, нормално е во противничка екипа си играш против нивната екипа. Битола живее за ракомет, живее за спорт. Има Пелистер, има една страшна традиција, така што не му замерувам за сите провокации. Гледам, еве, ти од тој што многу е добро за тебе лично, што не ги прифаќаш тие провокации, као не знам, као навратор ти дава дополнителен мотив и тоа уште толку посимпатично делува на преноси кога се бидејќи некако као да ти даваат сила противничките навивачи во тој момент. Да, ете, тоа е те предизвикуваат за уште по-голем, по-личен перформанс, ајде да кажам, како голман, како индивидуалец во колективен спорт е малку потешко поради тоа што сепак ти си на тапет, шутот Ти ќе фатиш или ќе го топка, сакаш одбраниш, сакаш да или се ќе израдуваш, влезе а во гол. после радување на гости знаеме што иде. Да, не провоцирам. Не, ама Да, автоматски во природно е да Битола, се израдуваш поготово. ако фатиш пенал, не е Да, битно да, дали играш нормално. против Пелистер во Битола или играш не знам против Струга во автокоманда, не Да. е важно, ти сакаш да се израдуваш си Да, фатиш. нормално, стварно е големо задоволство да се игра во Битола. Секогаш кога и да сме биле, играме пред полна сала. Тоа е и не почитуваат нас поради тоа што знаеме дека сме на правиот пат. Битолската публика ако не е интересен од преварот, не доаѓа во сала. Да, и нема ни плење, ни вреѓање, ни ништо, така нема ни што провокација. знаеме дека сме на добриот пат, во неколку наврати и бевме подобри од ракомет од Пелистер, но мислам дека тоа е и за доброто и за македонскиот ракомет да има повеќе вакви дербија каде што ние се развиваме како играчи, ги поттикнуваме младите да почнат да се бават со овој спорт како што ние сме почнале поради претходните генерации. Марко, како ракометар кој игра на позиција која што највеќе се јаде ќотек на надпревар, каде е најтешко да се игра во Македонија? Каде има најмногу ќотек, најмногу интересни работи од трибините и се останато? Кој е гостување ти вака најтешко? Па искрено најтешко. Ќотек се гледаш, верувам. Да, на секоја такмицја е ќотек, сакал не икал. Тоа е. Иначе вака најтешко можам да кажам дека подеднакво тешки ми се и во Скопје кој играм против Вардар и во Битола, кога ќе се наполнат салите. Не е седно да играш, посебно како играч, вака кога си доле. Иако знаеш дека публиката си го сака клубот и знаеш дека си македонец и немаат и наштедат тебе, сепак пак тој притисок што го прават од публиката пак те става во мисла. Ќе дојде бараш Да. истите навивачи, после ги Да, пукаат не, странскиве да. репрезентативци за вас. После тие две скопската и битолската публика, после кога ќе се спојат за репрезентација, они се за тебе и тоа ти е плюс мотив да играш за репрезентација. И така сме ние многу посилни
од тоа што треба да сме и тие ни се знаеш дека кога играш репрезентација тие навиваат за тебе, сега нормално кога играш против нивните клубови ќе навиваат за нивниот клуб, може да те плукаат тебе, но после надвор од теренот ти си сепак другар со нив, можам да кажам. Имам пријатели од скопската публика и од битолската публика кои што се поштуваме ние и знам дека све што се дешава на теренот тоа е спортски да се дешава. Точно. Никој не ни наштетил. Никој не никој нема наштетено на надворот. Дали или закани, не знам, друго се тоа да не гледаат во духот на дербито и на тоа што е убавината. Цело тоа е разбирливо за еден такав напад. Многу интересира бидејќи во сите клубови има репрезентативци на Македонија, овие топ 4 што сте во лигата. Јас не знам на терен през града кога играм баскет, па сакам да го победам најдобар другар и додека играме може и да се удриме и се. Колку тие дерби дуели бидејќи знаеме во одреден момент ќе те понесе моментот, може да дојде и до кошкање и до гурање едни против други, ти да заштитиш твој соиграч во тој момент да отидеш против. Колку може да наштетат на цела атмосфера во репрезентацијата или едноставно играте додека играме тука и после тоа се забора ќе пиеме кафе, брат. Така е. Но утакмица нормално ќе се со секој можеш да се закачиш, што се вика, да одбраниш твој соиграч, нормално ќе рипнеш за твојот соиграч, нема за против ничкиот. Тоа се дешава само на утакмиците, после утакмиците тие што се степале меѓу седно ќе седнат заедно и пошто знаеш ке нас одма е македонец на македонец удри па тетки по социјални мрежи се потресуваат и се остани. Така е само дур трае над преварот, дур има дуре таа уште тензија, вжеште на атмосферата, дуре нормално е да има и конфликти и све. После утакмица кога ќе заврши над преварот, истите што се степале на теренот, да кажам, заедно седат и се дружат, продолжуваат дружбата. Да сватат луѓето дека не треба после надпад уште 5 дена меѓу себе да се караат на Facebook за нешто вие што со некој што сте влеле во дуел дека тоа е нормално, тоа е сето во жарот на играта, во атмосфера. Тоа е дел од утакмиците. Тоа е дел од утакмицата, но после тоа е се нормално како што треба да биде. После утакмица нормално, по некој кафе, пиво. Тоа е тоа. Ќе почнам со Марко. Ќе ве прашам и тебе, Иван, ќе те прашам истото прашање. Како се реши за ракометот? Да кажа дека си од аеродром, со брат ти таму сте, МЗТ веројатно од мали нозе уште кај Бисера ако живеете негде ако во тој дел. МЗТ кошарката, како се решивте од аеродром да се насочите на ракомет и ти, брат ти, која беше причината, дали он по тебе тргна, пошто повозрасен и такви ситуации има мал милион во спортот во Македонија, како се решивте дека баш ракометот ќе биде вашата професија? Па јас искрено прво како што каже МЗТ најголем клуб, можам да кажам во Македонија. Ете, јас живеам во аеродром и како не сум почнал кошарка, ја почнав кошарка, почнав фудбал да играм, тренирав карате, не знам, некако не ми привлекуваат тие спортови, ќе отидев по месец, и неки ми досадеш едноставно. И кога завршив со сите тие спортови, си реков, нема да тренирам ништо више. Во тој момент татко ми се знаеше со тренерот на аеродром Даре и седеа заедно со и тој и колку години имаш ова? Па 2013, тогаш сум имал 10 години. 10 години. И заедно со тренерот Дари и со Горан работеа, седеа во хотел на кафенца и ме викна татко ми мене и ја отидов таму и ја мал нормално трчен из хотелот трче и тогаш тренерот Дари и Горан му рекоа пушти го на ракомет, може ќе му се свиѓа, нека троши енергија, зашто имав многу енергија како мал. И ајде ме пушти, тогаш тренира аеродром во Дупка, во Ново Лисича, спортски центар Марко Божиновски, ше Бог да го прости, мој другарче. Таму почнав да тренирам и беше одма близко. И како почнав, и со месеци поминува. И обично претходно ако не ми се свиѓало за месец дена, толку се откажувам. Се откажувам од тој спорт и го тргам на страна, не сум заинтересиран. И тука месец, два. И тука почнав више да ми се свиѓа спортот. Не знам, ја не ми се случило да имам пропуштено, идам, ако сум болен, пак идам на тренинг. Не знам, сум ги молил. Не сум сакал тоа време домашни задачи за школа, завршувам за да идам на тренинг. И не знам, така ми се јави љубовта кон ракометот, почнав, кога знае више 14, до тогаш 10, 11, 12 години, пак си дете и не знаеш што ќе се случува. И кога више, кога почна да размислуваш малце со собствено, со своја глава, на 14-15 години, кога видов више дека го сакам, дека ми привлекува ракометот. Ајде дека ти оди, дека можеш да играш, дека... Реков дека јас ова ќе го правам цел мој живот и така од таму преминав во Бутел 2 сезони.
таму исто Бутел многу ми помогна за мојот напредок како играч, ми дадова стварно шанса. Тогаш прв пат влегов во репрезентацијата на Македонија, во сениорската, и од Бутел нели отидов во Алкалоид, и тука сум ишол во Алкалоид, кој што можам да кажам дека до сега не сум осетил вакви услови како што има Алкалоид, за све се на ниво, и дека мислам дека во Македонија според мене нема подобри услови него Алкалоид што ги дава. И за брат ми кажа, брат ми исто, по мене почна. Кај кида, бата таму и јаки, да ми така почна. Он мене многу ме сака, можам да кажам дека јас сум идол на него, он така ме смета. И многу ги прати моите стапки, јас што ги правам, он иде по мене. А исто така и за повредата да кажам дека да не беа он, мојата фамилија, мајка ми, татко ми и мојата женска, нема многу потешко ќе ми беше тој период кога бев повреден, него со нив они беа 24/7 со мене, што да ми требаше, они све ми завршуваа работа. Сакам да им се заблагодарам и ги сакам да кажам на видео лично. Кој е подобар ракометар, ти или брат ти? Ако гледаме сега, вака. Кој е потешко? Против кој е потешко да браниш? Секој си има свој квалитет. Многу политички да, политички нема. Не може да се налуди некој. Он е помал, има повеќе предиспозиции, има повисоке, подолги. Можам да кажам дека и поише го знае ракометот него, поише со памет го игра ракометот, додека па јас сум побрз од него и ја имам поразличен стил на игра од него, дека јас правам за некој правам ситуации за моите колеги и пробувам јас сам нешто да направам за мене. Он јас јадам ќо дека не јаде, тоа е попаметен. Иначе го има поише ракометот како игра го разбира, поише со памет го игра од мене ракометот. Можам да кажам, ама млад уште. Го спомена Марко Божиновски, би било убаво да се потсетиме на тоа дете, колку една таква, не знам, страшна работа што се случува, животот се носи на вас, значи дечко кој што е твоја генерација, така тука негде не сте голема разлика, кога ќе слушнеш една таква информација дека човек на твоја возраст, кој што знаеш, многу млад човек, знаеш, ние велиме кога некој ќе почине ненадено на 40 на 50 години млад човек, ова неверојатно тешка трагедија. Колку тоа ве погодува вас лично како луѓе, не само што сте го знаеле, туку и генерацијски блиску, бидејќи еве ја повозрасен па ме погодува човек од 50-60 кој ќе слушне таква некоја работа, не може да остане имун како мал милион трагедии што се случија во нашава држава. Колку тоа ве погодува како цела ракометна заедница, како деца кои што сте тренирале заедно, сте играле меѓу себе, верувам во некои помлади категории. Колку нормално е тоа ние, јас и он се дружевме 24/7, бевме надвор од ракометот, заедно игравме и Бутел. Вечерта пред да се случи тоа бевме ние заедно. Ненадејно се случи, можам да кажам. И не знам, после јас лично месец дена не ми се, како да кажам, не ми се како депресија да падна, ти фалеше секој ден со некој човек што го сакаш си и отидеш да го нема тој човек. Не ти е седна, јас месец дена после тоа не можев да се освестам, да видам што се случува уствари. Но еве, јас овие години како поменуваат, знам дека е горе со нас и дека прати што се случува и можам да знам дека каков карактер беше он и дека одгоре не прати и е многу среќен за ова ние што го правиме сега. И еден ден, дај Боже, кога ќе направиме некој успех со репрезентацијата, тој пехар ќе е посветен за него лично. Што ќе го паметиш еве како човек кој што ти бил другар, што сте биле заедно, ете последната вечер, верувам ќе ја паметиш цел живот. Што правите, мислам, не мора да е ништо посебно. Бевме излезени после тренинг, останавме, отидовме на кафе, седевме на кафе и така се разделивме после тренингот. Колку уште саат време заедно. Ја ќе го паметам по тоа што ме сакаше како помал брат негов. Искрено, он беше 2 години постар од мене, ме сакаше баш како помал брат ме гледаше, што и да ми требаше, све завршуваше за мене. И по тоа ќе го паметам како брат едноставно. Верувам дека, не знам, ти не си го познал, можеби лично, не бидејќи сосема различни ви се патиштата, но кога ќе чуеш една таква информација за човекот приближно на твоја возраст, трогателно е сепак. Бидејќи вие сте професионални спортисти, не дај Боже на секој може, мислам, не мора да си ни спортист, такво е времето полно со стресови, со иако не се знаевме лично,
мислам, неколку пати, во неколку наврати игравме од другата страна, да, против, но сите збораа за него како едно многу добро дете, надежен спортист, репрезентативец на Македонија, така што жално што Македонија изгуби еден таков човек пред се, потоа играч, пошто тоа е најбитно да бидеш добар човек. Што не знам, сабајлето стануваш, дознаваш информацијата. Тоа е, да, сите не... Ништо прво не ми се веруваше мене, ми се јавија прво тогаш колега беше Мики во Бутел што игра, он ми се јави, ја мислам јавно се јавив, кај Марче не ми се јавуваше, ми вика го нема. Ми вика почина. Ја му викам, не ме зебај, му изгасив телефон нормално, викам, мој ме зебава нешто. Тресе глупости. Да. И после дознав уствари со мајка му, преку мајка му дознав и Тоа е. не знам, многу тешко ми беше прво и он сите кога ми кажа мене не ми се веруваше, мислев се зебаваат со мене, нешто се дешава, не знам. Ама нормално е така како ќе ти дојде до памет на такво нешто, не разбирав. И ми беше многу тешко тој период, не можев да некако ни ракометот не ми си играше, зашто знам дека заедно делевме соблекувални, игравме заедно. Месец дена два не можев да дојдам на себе така претходно како што бев. Иван, да се вратиме на некои убави теми, го прашав него како ти се реши за ракометот, не знам, добри можам да кажам 25 години, веројатно сигурно го пратам македонскиот ракомет и сите играчи кои што поминале, ти си првиот голман, сме имале квалитетни голмани што има тотално предиспозиции за модерен голман што го имам ја во Македонија видено. Висина и се останато, како се реши ти да знам, последен пат кога седовме пред некоја година беше и на Финки до кај факултетот или го оставаш сега во... Да, па вака, моите ракометни почетоци се од 2014 година. Тогаш знаете таа еуфорија после освоеното 5-то место на Македонија на Европско првенство, па можам да кажам дека поголемиот дел од мојата генерација и плюс Битола ракометен град. Ракометот е, да кажам, една фамилиарна традиција, поради тоа што мојот татко исто беше голман во свое време и тој ме поттикна, односно љубовта кон ракометот и голманството ми ја внесе тој. Пред тоа тренирав 5 години кошарка до мојата 10-та година, поради тоа што исто како Марко, јас бев хиперактивно дете, кое едноставно не мируваше, цело време бев во движење, сакав да правам нешто, да спортувам. И тренирав кошарка 5 години, ги пробав сите спортови, пливање, тенис, кошарка, се што можеше да се пробав. И се одлучив за ракометот во 2014 година. Не знам колку знаат, јас сум левак, што ајде да кажам дефицитарна позиција е во ракометот, десен бек, односно играч со лева рака. Пробав 2 тренинга, но мојата желба беше да бидам голман, пошто нормално кога ќе дојде некое ново дете на ракомет и кога ќе го видат дека е со лева рака, никој не го става на гол. И бев десен бек 2 или 3 тренинга и добро се сеќавам дека секоја сабота игравме на превари помеѓу нас. Почнав во ХС Работник кај Александар Зарков и Иван Марковски. Тие ми беа моите први тренери во Битола, Handball Junior School. Игравме на 2 гола, јас застанав на гол, имав некои интервенции и од тогаш па цело ден денес сум на голманската позиција. Работите, тренер ви е главен Кирил Лазаров, легендата на македонскиот ракомет. Што ќе рече Марко, и он беше паметен како брат му, не јадеше многу ќотер за разлика од останатите, затоа играше до 40 и плюс години. Како е да се работи со него и ајде, он е млад тренер, се уште се докажува, не е многу долго во тренерските води, иако освои доста работи во овој период доека е тренер. Како е да се учи од него и секој ден да се поминува време со еден играч кој што поминал се и се што во кариера? Да, супер. Јас со него се знаеме од неговите кампови на Кирил Лазаров во Охрид, во Квалина. Така и дојде таа приказна за јас да дојдеш во Скопје, да тренирам првин во Струга, поради тоа што последот кога згасна ХС Работник во Битола, премина во младинската екипа на Пелистер, каде што краток период ми беа тренери Кире Поповски и Игор Николовски Ќани.
Потоа дојде пак младинската екипа ја водеше Александар Зарков, тренерот што започнав кај него. И во 2018 година, на мој 14 години, тогаш бев 9 оделение, текнува дека таа беше година каде што бев полуматурант, премина во неговата школа КЛ7 во Струга. Едноставно таму бев 3 години, тоа беше, мислам дека најбитниот период за мојот развој, поради тоа што играв, ги поминав сите младински селекции и играв со доста повозрасни играчи од мене. Тренер ми беше Јаковче Матлиевски, поздрав до него, а исто така поради тоа што секој ден од Битола до Струга патував. Мислам, понеделник, среда и петок патував со мојот татко. Секој ден голема жртва направил за мене и можам да кажам дека фамилијата, сите мојата фамилија, мојата неголема поддршка и никогаш не ме оставаат сам. Така беше тоа што се нафати да ме носи секој ден. Тоа не е мала работа, 5 часа да одвоиш, може би повеќе. Доека отидеш, доека се вратиш тренинг. Да, да чекаш на тренинг и сваќам дека тоа е една голема жртва. Јас сум му многу благодарен за се што направил за мене. Таму играв 2 години во слободното време, когаш поради тоа што не патував секој ден, туку на 2 дена, во 2 пати неделно тренирав индивидуални тренинзи со Стефче Стефановски. Мислам дека тоа е еден познат, сите го знаат како добар голман во Југославија, во Македонија и е од голема помош и заслужен многу за сето тоа што сум денес, поради тоа што основните работи, став, основно движење ми го внесе токму тој. Потоа, знаете, фати коронавирус, тој период стагниравме, 2 до 3 месеци не се случуваше ништо и добро се сеќавам дека функционираа само сениорските екипи во Македонија. Тогаш се играше ракомет па со маски, па не беше дозволено публика и единствен клуб кој што беше во функција беше КЛ7 во Скопје. Подпомогнат од сите школи на КЛ7, селектирани играчи дојдени во Скопје. Таму бев со тогаш ме беше тренер, Бог да го прости, Андон Бошковски, одличен човек и тренер. Тој ми ја даде, ми текнува и првата сениорска шанса, токму против Пелистер во Битола на пријателски надпревар. Тоа беше моето, да кажам, едно сениорско деби на само 15 години, мислам дека имав тогаш. После уште една година помина во Голден Арт КЛ7 и за на крај во 2021 година да дојдам во Алкалуит, од кога се формира, сум од самиот почеток, од кога се формира овој проект, па еве ова е мојата 6-та година. И можам да кажам, имам можност да соработувам со Кире Лазаров, посветен човек на ракометот. За поздрав е тоа што дава шанса на млади играчи, поради тоа што мислам дека голем дел од тренерите немаат храброст да дадат шанса на млади играчи во тој период каде што се крши резултатот. Многу пати сум искористил таа шанса, многу пати и не, и тоа ме трпел, кога што сум имал слаби утакмици, надпревари, но тоа е нормално за еден млад играч да имаш осцилации во играта, но тоа е за голем поздрав и заради тоа го одбрав овој проект. Како што кажа Марко, мислам дека на највисоко ниво во Македонија, по услови, едноставно како не гледаат, како нивни деца како не гледаат, точно како нивни деца. Да, јас имав 15 години, 16 кога дојдов во Скопје, во нивни раце како фамилија едноставно, да, ние сме на фамилија Алкалуит и им сум многу благодарен и на тренерот Кире Лазаров за секоја шанса што ми има даено. Тука исто тренер за голмани Јане Цветковски, кој несебично работи со нас. И морам да го потенцирам, многу ми помогна во мојата кариера Благојче Трајковски, кој бевме 2 години
како голмански пар. Тој е 18 до 19 години постар од мене и ме гледаше како син и многу ми има помогнато во мојата кариера, за секој совет што ми го има дадено. Едноставно осеќав дека имам грб. Кога и да застанев на голот, знаев дека тој тука позади мене и да не ми трне на некој такмица, дека е тука да ми подпомогне и има голем удел во мојата кариера. Марко, ќе те прашаме и тебе како е да се работи со Кирил Лазаров и уште едно прашање подоци за двајцата, колку е предност за вас тоа што Алкалоид, кој што рече и он, дава шанса на млади играчи? Знаеме во македонскиот спорт тој на 28-29 уште си млад спортиста и уште те чекаат таленци невиден и се останато луѓе завршиле кариери во другите држави веќе направиле ке нас. Прво ова за Лазаров, како е, не знам, да соработуваш со... Па добро, види како играч, он поеше со нас поголем дел од времето, него со голманскиот пар, да, они имаат своите не. Не е лесно да се работи. Бара многу, така? Бара многу, да, но види се, он има поминато све што може да се помине низ ракометниот свет и го знае ракометот како буквар го знае. Нормално е дека он сака да ни го даде она што го правел, он што го знае, он да ни го стави во глава на нас. И ние се нормално е не може све да прифатиме од него, да го правиме он тоа како што сака. Но искрено од кога дојде он тука, од кога почнав со него да тренирам ракомет, за 70-80% го научив поише ракометот него што го знаев пред тоа, дека он многу ми има помогнато да бидам овде кај што сум денес. Еве, например, Калевски, него видевме на 18 години, сега ќе бранеше, не знам ти, во некој, да не подценам, во некој тим подоле во првенството, ќе браниш во македонско првенство, ќе ти дојде, не знам, Вардар, Пелистер, ќе ти дадат 40 гола над преварот и... Точно, така е. Затоа, како што кажа и ти, овој проект дојде во точно време за нас. Голема среќа имавме што баш во тој период се развивавме како играчи. Е многу од големо значење да имаш вакви утакмици и да едноставно да бидеш фрлен во оган, да го кажам така народно, поради тоа што така можеш само да испливаш на површината со тој притисок што го носиш на млади години. Поради тоа што знаеме колку многу само таленти пропаднале поради тоа што не им се давала таа шанса која им била потребна за да прераснат во добри вистински играчи. Дали е за двајцата прашање, мислите дека Македонија е една од ретките држави во светот кај што странците добиваат многу поголема шанса од домашни играчи во голем број клубови? Ќе кажам да, поради тоа што мислам дека македонецот е засегнат во секоја ситуација, поради тоа што тука во Македонија мислам дека во поголемиот дел на клубовите странците се гледаат повеќе од македонските играчи. Ако заминеш во странство, тие си ги поштуваат домашните деца, а тебе те гледаат како странец. И мислам дека во двата наврати си ти засегнати од ситуацијата каде што се гледаш како странец во Македонија, но мислам дека во последните години, порано беше така, во последните години од кога се формира Алкалоид, мислам дека почна да се менја. Алкалоид почна и другите клубови малку повеќе да гледаат на тоа да има другите клубови, поради тоа што сфатија дека тоа е за доброто на македонскиот ракомет и на репрезентацијата, поради тоа што Вардар освои Лига шампиони со скоро па и Столе Стоилов и Недановски. Да, странци кои што како што вика и Кирен, македонскиот ракомет не доби многу од таа шампионска титула. Сепак Вардар голем, значи две шампионски титули, тоа е за поздрав Лига шампиони, не е мала работа, но мислам дека проектот Алкалоид им отвори очи на поголемиот дел од македонските клубови, каде што форсираат млади македонски перспективни играчи за доброто на Македонија и на македонскиот ракомет. Миркуловски, кој ми беше тука гостин, баш рече дека во еден од клубовите во Германија која беше, сам рече бев свесен дека немаш, не знам колку треба, 5 пати јас сум подобри, дека моја позиција има германец. Точно. Нема шанса јас да добивам поголема минутажа, бидејќи толку е крај, не знам, треба да сум
за Неро кажа баш рано треба сум Ивано Балич за да можам да играм пред тој играч бидејќи е германец, млад е и они ќе го форсираат него. Се од друга страна, има многу напади од некои луѓе во државава дека ете и Алкалоид веќе не е по македонци, донесе 3 странски засилувања ова лето, колку може не знам. Па ја мислам дека нема везе тоа, затоа што ете Металург кога беше македонски проект, имаше некои странци кои што Вугринец, не знам. да, Станич имаше бранеше. исто. Вугринец, Станич, Циндрич, Ракчевич беше питер на Ракчевич, почетокот. точно. И они има тогаш странци, па се водеа како македонски проект. Па цела репрезентација беше. Да, цела да. цела Дури репрезентација тој беше Вугринец на крај доби Македонија пасош тогаш, и играше за Да. Македонија. И јас мислам дека ние имаме сега вкупно 5 странци, што не е искрено многу, за разлика од што имаме ростер од 21 играч, другите се 16 македонци. Мислам дека со таков број на странци може само поише да научиш и да ти друго е ти да донесеш квалитетен странец што можеш да научиш од него и кога ќе игра он, ти да го следиш, да кажеш да овој странец е стварно подобар од тебе и имаш што да научиш, а друго е кога ќе донесеш странец, како например што носат баражите да ги играат, ги носат за една утакмица и тој си доаѓа туку му е гајле, ќе си земе пари, ќе си отиде нашет, ќе седи. Кузмановски што отиде сега да игра. Добро, Да. ма тоа е Арапски добро, език. тоа е како All-Star тим, така прават арапите. Да, за да кренат и Да. гледаност на Друго е преварувањето. ти со таков странец да учиш цела сезона, што знае, што поминал многу клубови над превари, него што некој што не играл 2 сезони ќе дојде тука да игра да ја враќа формата и Точно. ти да седиш за џабе, да не можеш ништо да научиш од него. Сад, Затоа не се сложувам со тоа дека Алкалоид не е македонски проект, зашто донесе стварно квалитетни странци кои што можеш да научиш од нив, кои што играле во многу клубови, многу квалитетни утакмици и пред се не се многу, ги има 5 само. Не, колку Апсолутно. тој муавет и вас ви дава некој дополнителен мотив, последниве неколку дена кога беа пред некој ден беа представени новите засилувања, нели? Колку ви дава дополнителен мотив, ете виде Кире дека не се доволно квалитетни нашиве, па мора и он да носи странци, буквално види, такви муавети има да, од ама многу јас не- места. Па види, ние сме ајде да кажам јавни личности и сме изложени во јавноста, така што секој ден поединец има право на свој коментар, наше дали тоа ќе го прифатиме или не. Како јавна личност ти си изложен на пофалби, на критики, тоа е нормално, ние треба да живееме со тоа. Дали јас сум имал добра или лоша утакмица, дали ме критикувале 10, 15, 20 луѓе, тоа е нормално, тоа ти треба да живееш со тоа. Дали го критикуваат проектот, нека го критикуваат, тоа си е нивно мислење. Така ние си имаме наша цел, ние сме како една фамилија, екипа, знаеме на што целиме, што мислат другите нас не засега. Поради тоа што не се согласувам 5 од 20, колку е тоа? 20%, не знам, од екипата е странска, така што како што кажа Марко, не се било кои странци, туку странци од кои што можеш многу да научиш. Во одбрана би ни помогнале како нас голмани, би ни помогнале за подобар перформанс, комуникација со блок. Значи стварно се квалитетни играчи кои играат во два правци и имаме што да научиме од нив како млади играчи кои сега во овој период ни треба за поголем напредок. Така што не се согласувам, нека зборуваат што сакаат, ние си имаме наша цел, секој си има право на свое мислење, дали тој ќе го кажи јавно или приватно, тоа не е наш проблем. Марко, ти на цела оваа ситуација. Нешто додаеш или? Нема што додадам, и јас така мислам дека како што кажав и претходно или друго е да земеш квалитетен странец, имаш што да научиш од него. Еве на пример и Вуко Боразан дојде и он има освоено Лига шампиони со Вардар освои, тогаш можеме според мене беше и најдобар играч во Вардар. Он ги однесе таму кај што бе. Од него он на пример може да ти помогне многу во кариерата, може поише да ти каже, него некој што паузирал 2-3 години што не играл во сериозен клуб. Борозан да беше малку поозбилен за него лично, мислам во кариерата, по професионално да ги сваќаше некои работи, веројатно ќе беше и најдобар левбек во моментот во светот. Сето тоа си е Да. индивидуално, Да. ама сепак е одличен играч. Еве ја ќе го кажам, ама не мора вие да кажам, ама не е ништо против него, Не, туку не, буквално супер, да. страшен играч, Он но таа година можам да кажеме дека беше најдобар најдобар левбек левбек. кој освои, он ги однесе Однесе- Вардар на тој однесе сите- Страшен шут има, да. и сваќаме луѓето што сакаат малку да уживаат Па во тоа е. животот, не е се во... Како што кажате, за многу е фрустрирачки за македонски играчи, ете, како што кажа Марко, тебе ти носат засилувања на крајот на сезоната, ти си играл цела година,
си го носел целиот товар и на крај на најбитната утакмица доаѓа друг што е подига формата и тоа е мислам дека фрустрирачки за децата што се во играч клубот. Точно. И нормално, не е да кажеш, не знам, 10 класи подобар од тебе. Тука се со квалитет, многу платиле и треба да игра пред тебе. И затоа мислам дека е за поздрав тоа што го направија Ракометната федерација, ако не се лажам, прочитав дека ги укинеа тие засилувања во бараж на преварите. И тоа е за поздрав поради тоа што нема потреба да има такво нешто. Тој што си играл цела сезона ќе си игра на крај и тоа е тоа. Знаеш, да си во врвот на Лира тебе да се бориш Лира на шампиони. Сега со 100% македонски тим немаме како прво толку квалитет, не знам, репрезентација да се направи еден тим, што е невозможно во овој момент во држава, иако голем дел од репрезентацијата се токму ќе вас носират, ќе излезе некој Кузмановски, ќе излезе и од другите клубови квалитетни играчи. И да, странец, квалитетен што ќе речете, некој што има искуство, што знае да игра Лига на шампиони, се оке, но ја не можам да го прифатам тоа клубови кои што се борат за опстанок у македонското првенство, кога ќе видам некои странци дојдени од Грузија, Украина, не знам, никога да не навредам, но зар нема барем приближно квалитетни млади деца кои што исто ќе имаат, не знам, 2 победи цела сезона, ќе имаат и со овие 2 победи цела сезона. Па, точно така е, затоа и е супер тоа што се укина тоа засилување за бараж на преварите, поради тоа што, како што кажав и претходно, ти си играл цела сезона тешки надпревари, дали во прва, дали во Суперлигата, не е битно. И на крај ти носат други, мислам дека тоа е неправедно воопшто. Како репрезентативци, луѓе што се директно во репрезентацијата, многу пати ке нас доаѓа тој муабет за натурализирање на ракометари. Кој е вашето мислење, не знам, за тоа? Дали пак зависи од квалитетот на играчот, од... Не, Ете, Хорига беше последен кој се збореше, па видовме како заврши, си замина во Пирсегет, ни Вардар, ни Македонија, ни Бутур. Тие ќе земат, ќе натурализираат, ама дали тие играчи што ќе дојдат како странци да играат за Македонија ќе го дадат максимумот за Македонија, дали ќе се тепаат на теренот како ние македонците што се тепаме за Македонија, дали ќе ја бранат така држава. Они тука ќе дојдат ќе играат за репрезентација за да се продаат. Моје мислење, може не е така, може некој ќе се бори, да, има Точно. И такви, ама јас како што гледам на ситуацијата моментално, тој ќе дојде ќе игра репрезентација, зашто искрено репрезентацијата е репрезентација ти е најлесно можеш преку репрезентација, најдобра реклама, најдобро можеш да се продаеш преку репрезентација. И 80% што ќе дојдат странци да играат за Македонија, они нема да се борат за Македонија да направи нешто, они ќе се борат за да се продават преку репрезентацијата. Тоа е моје мислење сега, може некој не се согласува со мене. Добро, што изигра Мекелеп, не знам, за репрезентација кошарка 2011, да, тоа е само плюс. Многу во кошарката така доаѓаат за земат тој како да кажам пасош европски, пошто мислам дека неопходен во кошарката за играње, тој европски пасош е неопходен, но како што кажа Марко, ние сме растени на друг начин, ние сме растени да дадеме секогаш максимум за нашата држава Македонија, пошто светост е да играш за Македонија, да играш, да ја представуваш државата. Можам да кажам дека спортот е најголем амбасадор на се, поради тоа што ние ја представуваме нашата држава во најдобро можно светло, се бориме, вложуваме максимум. Па сега ако некој е стварно квалитетен и сака да игра за Македонија, немам против ако се согласи да дојде да игра за нашата репрезентација. Да, искрено, јас се поврзав со репрезентација, не да ми беше гале за репрезентацијата, ја немаше, ќе си се чував. Ќе се чуваш. Си изиграв тогаш добро првенство, може и Киелце ќе завршеше и се. Зашто би играл квалификација, на пример, ќе се чувам, ќе си ја давав, ама што тоа ретко кој странец да дојде за друга репрезентација да игра би го правил, според мене. Точно. Он ќе гледа поише за неговото здравје него за успех на Македонија. Што е и нормално да негде се треба да ги сватиме и нив како играчи, но треба и да се замислиме сите како... Точно, нормално е, да. Секој си гледа за свој личен напредок. Во ракометни работници, пошто многу, не знам, во држава, тоа е еден од најголемите проблеми да ни се насмее некој странец, ние паѓаме сите во несвеса, не знаеме тука дека имаме исто и квалитет. Мислам во било која област, не само спорт. Точно. Ви благодарам и на двајцата, мислам дека убаво си поразговаравме, отворивме убави теми, ми беше навистина кејф, прв пат сум најстар на маса од како го водам подкастов, така да и тоа е некој
нешто ново. Ви посакувам многу среќа и на двајцата во понатамошната кариера. Се надевам дека колку и да е Алкалоид убава приказна, дека ќе ве гледаме во најголемите клубови во светот. Ви посакал бидејќи двајцата имате огромен потенцијал. Не знам, ќе ти кажам директно, па сега ти свати го ова како не знам, како потврда за твојот квалитет, воопшто не е правење лице. Уште кога се појави, мислам дека има шанса да станеш, не знам, топ 3 голмани во светот и верувам во тоа и навистина ќе бидам многу разочаран ако не се случи тоа еден ден. Марко, и тебе ти посакувам многу среќа, да доаѓаат пак големи понуди како што е Kielce, да те гледаме во едни од најголемите клубови во Европа, да бидете лидери на репрезентација во следниве 10 години и зошто не да стигнем и до медал на некој. Благодарам многу и за поканата. Задоволство да се присуствувам на еден ваков одличен подкаст и се гледаме во наредна прилика. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Ставете лайк, коментирајте ни како ви се свиѓа денешните гости. Кога сакате следен да видите во нашиот подкаст, знаете, треба subscribe да ставите на каналот, да ни дадете поддршка, да соберем уште некој спонзор и ние од нешто да живееме. Фала ви многу и чао.